таа средба беа анализирани состојбите со откупот на грозето за ова година. Најнапред се анализираше квалитетот и квантитетот, количините очекувани и квалитетот на истите, со тоа што ако во некаде април-мај се очекуваше ова година да биде некаде од 90 до 95 милиони килограми, да после овој период имаше и град некој, па и ради климатските промени, ради огромните високи температури, има огромни штети на виновите насади, на лозовите насади. И сето тоа предизвика да со сите соговорници денеска што ги имавме, се очекува некаде околу 60 или 65 милиони килограми грози за ова година, 2024. Во делот на откупните цени беше присутен покрај министерот и директорот на Институтот за земјоделие, кој што како институција беше задолжена, го доби тендерот и беше задолжена за да ја утврди производната цена на грозјето за ова година. Нивна задача беше по законот за вино, новиот закон за вино, и утврдената методологија да се формира производната цена. Истите тоа го направиле, меѓутоа ние не бевме информирани за тоа што се чекаа последните резултати од пресметките, и кога стигнавме во Кавадарци, веќе беа објавени производните цени зголемени за 25% како плюс од производната цена. Овие цени од 18,30 за Смедеревката и 20,80 за Вранецот се цени кои што според директорот на институтот и според министерот се цени за технолошка зрелост на Смедеревката и на Вранецот. А тоа значи за малигани од 17 за Смедеревката или 19 за Вранецот. А во разговорите што ги имавме денеска со министерот и неговите стручни соработници, се напомена дека на секој откупен пункт во Македонија ќе има по еден инспектор од инспекторатот при Министерство за земјоделие. Истите ќе бидат обучени за мерење на шеќерноста со широмери и да ги проверуваат вагите, баждираноста на вагите, точноста на вагите. Така да лозаропроизводителите да не се грижат дали количините ќе бидат точни или шеќерните единици ќе бидат точни или неточни. Со тоа што секој лозаропроизводител кој што ќе донесе на откупниот пункт грози повеќе од 17 Смедеревка и 19 Вранец, би требало да добие по околу 1 денар плюс за квалитетот на гројство. Ова цело сега што се случува е во склад со напорите што ги правиме веќе неколку години, а тоа се да се донесе законот за вино и беше донесен. Да се во тој закон за вино да биде донесена и методологија за пресметка на производната цена за произведено кило грозде. И сега ние тоа го имаме. Некој може би и нема да биде задоволен со ова, меѓутоа тоа се цени утврдени од Институтот за земјоделие. И во каква ситуација сега ние идеме? Ако, например, имаме многу грози, тогаш винарите не ни го откупуват, бараме помош преку владата, преку некое законско решение. Сега го имаме законското решение и пак мене ми се јавуваат овие неколку часа и ми велат зошто е толку ниска. Дали сите се слагаме дека треба
да произведиме квалитет. Ако произведиме квалитет, сега имаме можност да добиеме и по-високи цени. Пример, ако вранецот е 20,8 за 19 чечили единици, ние, моето грозие на некого, 25. грозието е, пример, 24, Добре. разликата е 5 шечени единици, би требало да се добие плюс 5 денари од овие 20,8. Дали тогаш би биле задоволни? И ајде сите да бидеме, да ставиме раката на срцето и да речеме дали сме во право или не сме во право. Во наредниот период, договорено е со министрот, по завршувањето на откуп, да се отворе и да се разгледа стратегијата за развој на лозарството и винарството. Кој стагнира моментално. Да се отвори и разгледа законот за вино, што беше донесен и објавен во службен вестник на 8 април. И направени се максимални напори и од наша страна, како подсекторска група, и од страна на Министерството за земјоделие, да и оваа година ја имаме таа производна цена. И ева имам. И кога ќе се отвори тој закон, да се видат сите негативности после завршувањето на откуп, ние веќе ќе знаеме кои се негативности на овој закон и сите негативности да се со некои подзаконски акти или со измена на некои членови закон да се смени. Например, наведено беше во еден член од законот наведено е дека за исплата веднаш од страна на откупувачот има право да го исплате со 8% помалку од откупната цена што ќе постигнеш на откуп. Тоа сепак е многу. За ова имам разговарано и предходно, по некои банкарски камати од околу 6% годишно ниво, откупувач ако земе кредит за 6 месеци за да го исплате грозието, тоа би требало да биде најмногу 3%, банката, а не и 8%. И тоа е за измена. И измена треба да претрпи и во овој закон наведено е дека откупувачите треба откупна цена да кажат најкасно до 15.7 или до 15.7 методологијата да се утврде, а на 1.8 да се каже откупната цена. Зошто да не направиме таа откупна цена да биде кажана уште во, да не речем на Свети Трифун, ама до крајот на февруари или во текот на март месец, за да секој си направи математика дали му се исплати оваа година да го одгледува лозовиот насад или да не го одгледува. Да не ги ставаме во заблуда земјоделци и да не подпишуваат договори со откупувачите за без цена, како што до сега се подпишуваат договори така. Јас се надевам дека ќе вложиме максимални напори за наредните неколку години да се изнивелира, да се направи една нормална, задоволителна цена на килограм грози. Ако земемо преди дека 2022 година, 2021 година цената на грозито беше 10 со 12, 2022 2-3 денара нагоре, минатата година беа 16 со 18. И по ова година, ако имаме квалитет, ќе имаме и убава цена и ќе имаме и над 20 денари. Треба, значи, сите да водиме сметка, да ги намалуваме трошковите, да се окрупнуваме, да имаме единство при настапот преку земјоделски задруги и други мерки што ги нуде државата и да имаме приход и интерес од работењето, за да младите генерации појават интерес за одгледување на лозовиот насад, а не да се случува голем дел од млади наши жители на Македонија одат во Италија и работат во винарски таму работат на винарски виз благодарејќи на искуството што го има тука, таму му се исплати, а тука да не му се исплати.